Здраво, дечки! За MG ZS не морам многу да ви објаснувам, бидејќи пред неколку години кога за прв пат го видовме во Македонија направи таков добар стартен бум, што особено во Скопје можеме да го видиме на секој ќошен из градов. Сега, кога пристигна новиот MG ZS, да, добива многу подобар дизајн, има еден голем напредок во поглед на дизајнот. Добра опрема, секој пат MG нудел солидна опрема, сега има можеби подобра опрема, солидна цена, сега е малку поскап. За мене делумно тоа е оправдано. Зошто? Бидејќи е во тешка конкуренција, што пример Geely City Ray можеби нуди нешто повеќе од опрема, но тука нуди подобри перформанси. И да, има подобри перформанси, но има една работа која што јас лично тешко би ја прифатил. Ќе ви објаснам зошто. Во поглед на дизајнот мора само ви кажам дека стварно има едно убаво напредување, бидејќи и претходно изгледаше убаво, но сега едноставно направиле голем исчекор нанапред, бидејќи изгледа доста поинтересно, повпечатливо, што е битно, особено во оваа категорија кај што има силна конкуренција. И позади, и напред, и странично, и внатре имате секаде добри измени, добро напредување. Искрено мене ми се допаѓа целиот дизајн, впечатлив е она што може да се примети, сите се распрашуваат за него. Особено на предниот дел ми е многу така поагресивен сега со цела оваа предна маска, со линија тука напред која што изгледа како да е светло, но не е. Само овој дел тука на дневните светла се поврзува со него за да изгледа како во линија, инаку не е тоа светло. Но изгледа стварно убаво, особено со MG логото напред е стварно впечатлив доста. Нешто што мора да го искритикувам и не е тоа критиката која што ја спомнав на почеток, тоа се бандажите кои што од страна вака кога ќе го погледнеме изгледа како да му фали уште број 2 поголеми бандажи за да се исполни таа дупка поубаво, да изгледа помасивно. И тоа можеш да го добиеш во лакшери пакетот, бидејќи MG ZS доаѓа во 3 нивоа на опременост, во стандард, лакшери и комфорт, како што е тука. Ова е средното ниво, значи одиме стандард, комфорт и лакшери. И во комфорт, во средното ниво доаѓа со 17 инчни бандажи, додека во стандардот доаѓа со 16 и во лакшери со 18. Значи таму се најголеми. Ете, тоа е едната критика за тука од надвор, а сега се префрлам внатре, за видиме и внатре што има, бидејќи ова е категорија каде што е негде измеѓу спортаж, нешто под спортаж со габаритот, со цената е поевтина од него, сака да го нападнат спортажот. Тука е со Geely City Ray, го спомнав него, и она што интересно, што Geely City Ray за одредени работи има малку повеќе опрема, као панорама, тука немаме панорама, но има многу подобри перформанси, оно што го нема City Ray. А City Ray го спомнам као главен конкурент, бидејќи можеби во понуда со опрема и со цена е најсериозен ривал. Така да, ајде сега видиме внатре. Го споредувам MG ZS со повеќе други брендови модели, од причина што RPM е единствениот канал во Македонија кај што можеш директно да ги видиш скоро сите модели во Македонија кои што се нудат и на таков начин да си ги споредиш и да знаеш што нуди секој автомобил пред купување, бидејќи знам колку е тешко купувањето на нов автомобил и затоа многу ќе ми значи ако направиш сега сабскрайб на каналов тука и ако направиш лайк на ова видео, бидејќи секоја твоја поддршка мене ми значи за да можам да продолжам со ова што го работам и на тебе ти помогнам при купување на ново возило. За внатре многу ми е битно уште сега да ви кажам дека цените започнуваат од 24.490 за стандард, 26.990 за комфорт како што е ова и 29.490 за лакшери. Сега, она што е многу интересно за MG и за голем број на други кинески брендови, што голем број од опремата е стандардна, односно сите безбедносни системи, сите лагодности кои што ти треба за 21 век, значи правиме муавет поврзување на екрани со телефони и така натаму, сето тоа го имаш во стандард. Во различните нивоа на опременост, како пример тука во комфортот, добиваш поголеми бандажи, имаш сензор за дожд, имаш 12,3 инчен екран од инфозабавниот систем, бидејќи во стандардниот добиваш 10 инчен екран и имаш тука 12,3 инчен екран во сите три пакети.
Дополнително на тоа, keyless влегување и излегување во автомобилот, значи не ти треба клуча, само си го ставаш во джеб, допираш на вратата и влегуваш внатре или излегуваш. Додека во повисокото лакшери нивото на опременост имаш уште неколку други работи како грејење на двете предни седишта, електрично подесиви се седиштата, електрично преклопливи се ретровизорите, така да тоа се некои работи кои што ги доплаќаш и тука гледаш што стварно ти треба. Комфортот, мислам дека можеби идеалната опција ако не сакаш грејач на седиште така натаму, иако јас би одел на тоа, бидејќи за многу мала разлика добиваш многу битни работи. Тоа ќе оставиме за после. Она што сакам да го истакнам за тука внатре е дека прво нешто што го приметив се седиштата. Колку беа меки, колку се удобни, мислам кога ќе фатиш вака, на самото седнување само ти прави телото и легнуваш убаво, се впиваш со седиштата како едно си. Многу се удобни, многу меки, една голема петка за земџи за седиштата, бидејќи тука гледам дека не треба да се кожни, не треба да се вакви или онакви за да бидат удобни. Сваќаш колку едноставно можат седиштата да бидат практични и удобни. Друга работа што приметив е овој горен дел тука од шалтаблата кој што сега обложена целосно со кожа, еко кожа нормално, но не само што изгледа поубаво, второ, што е многу по-мека и многу по-цврсто направено сега. Нема ниту едно тропкање низ целава кабина, значи се е убаво, меко, квалитетно направено, има на одредени места подцврста пластика, но е квалитетно, нема тропкање, што е голема предност. Дополнително на тоа имаме тука еден материјал поставен и на вратите и горе, исто на шалтаблата, кој што е истиот како седиштата и изгледа убаво, како текстилче, стварно убаво. Се допаѓаат отвориве за вентилација, изгледа маца така како ламбо. Сега, околу практичноста, има една убава длапка тука горе на шалтабла, што е супер и кул, таква убава длапка од кај совозачот има и тука доле на среднава конзола. Две остави за телефон, што е супер и кул. Мислам дека во лакшери пакетот имаш и бежичен полнач на еден од овие држачи. Имате два USB порта, бидејќи во комфорт пакетот ви нуди 4 вкупно USB порта, што значи два тука и два позади. Едниот е Type-C, другиот е Type-A. Имате опција за поврзување на екранот со телефонот, можете тоа го направите преку USB или преку апликација, без разлика дали Apple или Android. Нешто што ми се допаѓа многу е што голем број на брендови се фалат. Имаме ваков чип, најбрзиот, најонаквиот, најскапиот, тралалала. И на крајот, кој ќе видиш, не е нешто најсеен, кој ќе дојдеш во MG, не се фалат со каков екран имаат, со какви чипови, но гледаш неговата, јас не погодам, респонзивност, види каква респонзивност човече, види ја мапава, да, инако има и своја мапа, е фантастично добро како функционира. Нема некои сјајни графики, ниту тука кај возачот, ниту на овој екран во поглед на интересни силуети, некој нешто да се прави. Нема такво нешто, но изгледа убаво и е корисно и практично и прегледно. Тоа е многу битно. Тука доле, инаку имаме и две остави за шишење. Ми се допаѓа што оваа централна тука конзола оди лево десно, бидејќи на таков начин можеш да си го прилагодиш според шишата колку е голема. Имаме нормално наслон за рака, и под наслон за рака имаме една убава остава. Иако не е така голем како спортажот, бидејќи веќе ги споредувам нели со спортаж, ако може уопште да се спореди, сепак е многу удобен тука. Многу е повисок пример од одредени негови конкуренти директни, како што реков Cityray. Имаме убав простор тука за нозете. Особено ми се допаѓа тоа што седиштата напред се издигнати повисоко и можам нозете да си ги испржам така добро под седиштата, да можам поубаво да се чувствам, поелегантно да ми биде. Сано многу ми се допаѓа овој цел момент тука. Кука имаме нормално овде на страничниот столб, на средниот, што е супер кул за јакна, капа, што и да ви треба. Нема наслон за рака, убави и комотни седишта имаме и тука, нема нешто превисок тунел доле, што кој ќе се седне на средина, можеш нозете си ги ставиш убаво од страна и да немаш никакви проблеми со другите патници.
на горниот дел можеш исто така си ги поставиш и тука да биде доста удобно. USB порт, како што кажав, отворот вентилација, нема џепчиње во седиштата, тоа е една критика, тоа можело да го постават. Имаме убави остави тука кај вратите и во глобала тоа е за задниот дел што се однесува до багажникот, 443 литри багажен капацитет, што е сосема окей, нема електрично отварање и затварање за жал, тоа се работи кои што и фалат, и затоа кажав, одредени брендови нудат малце поише опрема. Но 443 литри багажен капацитет е фантастично добра големина и особено ми се допаѓа отвореноста на багажникот. Има мала висина тука од ивицата на браникот, но не е страшно, можеш лесно да ги товараш и истовараш потешките багажи. Оваа даска тука, под неа имаме уште една мала остава, но можеш да ја кренеш за да биде комплетно рамна. Тоа е една предност, бидејќи овие држачи тука од страна го овозможуваат тоа, а до нив има и мали мрежи со минимални простори за остава кои што можеш да си ги искористиш. И нормално и тука имаме закачалки кои што можеш да ги искористиш дополнително за да не ти тропкаат кесињата кога ќе пазариш. Така да сега редно време да почнам да го возам и да кажам мојата главна критика зошто мене ме предумислува ZS. Морам уште сега само да почнам со перформансите. Зошто? Бидејќи MG нуди нешто што, конкретно ZS, нуди нешто што конкуренцијата во моментов не може да го понуди. Да, као што кажав, Cityray можеби нуди нешто повеќе во опрема за оваа цена, но разликата е тоа што MG нуди перформанси кои што никој друг не може да ги понуди во моментов, ама стварно не може. Зошто? Бидејќи 1.5 бензинец со 197 конски сили и погоннапредната тркала. Океј, тоа не е нешто различно, драстично, но разликата е тоа што имаме хибриден погон и тоа ни овозможува потрошувачка како што никој друг во моментов ја нема. Имаме потрошувачка, односно јас ден новиве имам потрошувачка од 4,5 литри на 100 километри во град. 4,5 литри во град. Тоа е фантастично. И пак да повторам, на 197 конски сили. Е сега целата приказка, нели, 197 конски сили, 1.5 со погоннапредната тркала, има многу повеќе логика за разлика од другите модели. Дополнително на тоа, во град, кој ќе почнете да возите и повеќе го користите бензинскиот мотор, ви се крева потрошувачката, во моментов ми е 5,2. Искрен да бидам, се зависи од начинот на возење кој што го имате, бидејќи во град знае да ми се качи некој пати до 5,5 литри, се зависи од тоа на каков терен сум, како возам и колку многу сакам да внимавам. Ако внимавам малку повеќе, 4,5 литри апсолутно ги добивате многу лесно тие како бројка. На автопат од 5,5 до 7,5 најмногу сум добил како потрошувачка. 7,5 ако го малтретираш апсолутно цело време. И тоа е максимум. Тоа е она што е вин-вин ситуацијата кај MG, свесни се дека не нудат толку многу богата опрема и толку многу различна како е Geely Cityray, но свесни се од друга страна дека имаат перформанси кои што никој друг ги нема. И тоа е особено битно, бидејќи гледам по она што го добивам како коментари од вас, дека тоа е една од генерално најбитните работи, потрошувачката и цената. Да, цената на ZS е драстично поскапена за разлика од оној првиот што бомбастично стартуваше и го гледаме на секој чекор. Имаше многу добра цена, за разлика сега 26,990 евра, да е висока цената, но за мене е оправдана само со перформансите. Не ми треба ништо друго, бидејќи перформансите ми ги оправдуваат сите тие моменти. Потрошувачката, заштедата која што ќе имам, многу ми значи. Сега, оние други работи, како е системите, како менувач и така натаму, се следниве. Има системи, убаво предупредува за сообраќајни знаци, убаво ги чита, тука морам да го пофалам. Не ми се допаѓа како ве задржа во лента, особено кога ќе опуштите сам да управува, бидејќи на автопат знае да ве шантра од лента во лента, додека во град
фантастично добро си ја врши работата, дури ми се случува, особено сега кога треба се навикнеме дека ќе почнат да не снимаат и да не казнуваат и не смееме ни километар над 50 да поминеме, си го лимитирам на 50 км на час, одредува возило пред него, ако имам пред мене, нели, можам тотално да го препуштам, сам да управува, сам да кочи, сам да застанува и кога ќе застанам на семафор, доволно ми е само или да притиснам на педалата за газ, или тука само му потврдам, окей, стартува до 50 и он стартува и се задржува брзина. Тоа е многу добро. Но, друга работа, и она критика која што кажав, што мене не ми се допаѓа и што стварно мене лично ми треба време да сватам дали би можел да се соочам со тоа, е менувачот. Зошто? Тука немаме класичен дуал клач и така натаму со 6, 7, 8 брзини, тука имаме со 3 брзини, кој што е класичен менувач за хибридни погоди, но не ми се допаѓа како е сетиран за угорнини. Во град и на отворено работи фантастично добро. Не го слушате нешто премногу, на автопат можеби нешто повеќе, во град фантастично добра брка својата работа, но на угорнини, пример сакате се качите до Водно, сакате на излет со фамилијата да отидете до некоја друга планина, Козја, Кучково, не знам, кај да сакате да отидете низ Скопје, не правиме муабет низ другите градови, во тој случај се случи оно што јас најмногу го мразам, особено пример кај Тојота. Ги крева обртаите, линеарно забрзува. Тука е премногу бучно, дури во одредени моменти се викам нешто да не расипа в колата, бидејќи 4000 обртаи ги крева и ти се движиш со 30-40 км на час. Малце ако додадеш газ, за да си изнивелира целото тоа, во тој момент добиваш уште поголем број на вртежи, а не толку брзо стартување на возилото. И тоа искрено бучи ненормално многу. Ќе ти пукне главата. Тоа јас не можам да го во моментов да го прифатам, од причина што живеам на полупланинско место, секој ден со тоа се соочувам и особено кога ќе ставам повеќе луѓе со мене, кога треба и повеќе снага, многу повеќе бучи. Во град луѓе, ова е еден од најдобрите хибриди. Јас мислам дека сигурно на 10 километри на струја ги возам и нешто што ми се допаѓа, во моментот возам на струја, некои 70 километри на час, кој ги возев по автопат, ги возев исклучиво на струја, што работи горе-доле како плагин хибрид, а е обичен самополнечки хибрид. Има батерија од скоро 2 кВт, 1.83, што е супер, голема батерија, убава батерија и овозможува убав капацитет на возење на струја. И тоа помага за намалувањето на потрошувачката. И затоа кажувам дека да, цената е поскапена многу. Мене ми апсолутно тоа е јасно. Но работата е што овие перформанси, оваа потрошувачка кој што те нуди, овој комодитет кој што го имаш, го нема во другата конкуренција и тоа е главниот плюс кај MG ZS. И затоа тоа ми ги оправдува сите работи, иако, ета таа критика која што ја кажав, иако ја има, искрено, многу се издвојува од целиот пазар. Инаку, како драйв модови, имате еко, нормал и спорт, и има разлика стварно од еден до друг режим на возење. Оно што е интересно, што дополнително на тоа, во settings можеш да си уклучиш и auto hold, нели, но имаш и energy регенерација, кај што можеш да ставиш на low, medium и high. 1, 2 и 3. Јас ако ставам во high, толку многу надополнувам брзо енергија, што 80% од времето низ град јас возам на струја. Апсолутно на струја. Така да, има многу силна конкуренција, особено од кинезите. Има многу богата опрема кај нив, има многу добра цена. Да, цената на MG, пак ќе кажам по 100 пати дека е многу поскапена, но хибридниот погон е она кој што ти овозможува да имаш добро оправдување за таа цена. И дополнително на целата батерија имаш многу поудобна вожња за разлика од претходно. Таа тежина која што е поставена ниско доле овозможува да е доста постабилен во крвина. Не е најстабилниот, не е најспортскиот автомобил,
Има клатење, но имаш добра контрола над воланот, прецизен волан, во принцип, генерално, солидно, убави педали, нешто што ми се допаѓа као хибридно возило, не е агресивен на кочници, не е агресивен на педалата за газ, туку убаво линеарно забрзува и застанува. Така да, тоа е можеби најголемиот плюс на MG. Баталјата опрема, денес кинезиве нудат стварно добра опрема, ова е нешто што не секој го нуди. Затоа, ако ме прашате што мислиш за MG, ќе ви кажем дека MG ја има една од поубавите вожњи во поглед на комоција, ради седишта, ради батериите и целата суспензија и исто така ради тоа што имате добра потрошувачка. Затоа сега пиши ми во коментар што мислиш за MG, што мислиш за целата конкуренција. Направи сабскрип, бидејќи стварно ми значи твојата подршка и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!